Флористиката представува спој на традиционалната флористика, односно работата со цвеќе, правење декорации и го спојува тоа со полезното, односно со храната, со овошје и со зеленчук. Кога почнав да ги правам букетите, и најпрво ги правев само за моите блиски, за да видам чисто дали тоа на нашиот наред, на нашето поднебје, дали ќе им се допадне на луѓето. Она што го гледав на нивните лица беше неизмерна среќа. И тогаш си поставив мисија дека јас сакам да го обојам градот со нови бои и со нови емоции. И една од работите кои што сакам да ги правам е да ширам среќа. Затоа букет среќа. Букет среќа постои веќе 3,5 години. Со тоа што се надевам дека ќе трае многу долго, инспирира веќе и луѓе во регионот и кај нас, така што јас сум многу среќна што започнав на Балканот една нова приказна како што е флористиката. Во букет среќа не се сите букети само сезонски. Една од работите поради која што велам дека ние сме премиум работилница за флористика е тоа што кај нас се достапни сите овошје преку целата година. Дури во зима имаме преубави свежи јагоди, на есен имаме работи кои што на пример ги имаме на пролетот, типот на кајси и праски и слично, така што не се ограничуваме само според сезоната. Меѓутоа многу сакам да се инспирирам од сезоната во која што е во моментот. Освен овошје и зеленчук, користиме чоколади, користиме ореви, користиме останати декоративни елементи како цвеќе, како суви цвеќиња, користиме шишарки и слично. За создавање на нов дизајн на букет потребни се повеќе работи. Пред се е потребно јас да добијам инспирација за тоа. Некогаш инспирацијата доаѓа буквално за 2 минути и дизајнот може да биде готов. Некогаш може тоа да се работи неколку денови дури. Инспирацијата ја добивам буквално од се околу мене, така што не се знае, секогаш е различно. Ми се има случајно навечер во 12 по полноќ да се облечам и да отидам во работилница затоа што во моментот ми дошла некоја идеја и морам да ја реализирам баш тогаш. Можам да речам дека веќе доста. Ми се случува веќе, не знам, да одам во кино и да кажат еве букет среќа девојка така што ги работи букетите, некако букет среќа стана име за букетите од овошје и зеленчук, така што без разлика кој понатаму ќе се занимава, букет среќа некако веќе сите го знаат. Во Москва бев на една нова обука за букети кои што се работат исклучиво од бобинки. И за букети кои што се работат на една поинаква основа, како што е на пример овој букет сега што го држам, букет кој што се работи 2 дена. Каде што едниот ден се изработува основата, другиот ден се изработува веќе букетот во таа основа. Ова се за прв пат вакви букети не само кај нас, туку и на Балканот повторно. И многу сум среќна што имав пак можност да учам директно од оној кој што ја создал таа технологија на правење букети.